Докторите го поздравија проектот за набавка на нова опрема. Побрзата диагностика и поефикасен третман ќе значи и поквалитетна услуга за граѓаните, доколку се реализира 33 милионскиот проект на ВМРО ДПМН за набавка на 3700 медицински апарати. Ова го потврдија и Татјана Баевска-Вучковиќ, директорот на Здравствен дом Скопје, како и директорката на детската клиника Аспазија Софијанова. Инвестицијата на 100 здравствени установи во државата ќе им обезбеди нови и соодветни апарати за пружање на здравствена заштита на пациентите. Доктор Аспазија Софијанова вели дека ова е само почетокот на осовременување на клиниката за детски болести, а дека оваа инвестиција е само чекор како да се издигне клиниката поблиску до врвните светски детски клиники. Добивме од Министерството за здравство, односно од владата, добивме и високофреквентна вентилација, добивме вентилации кои што го раздвижуваат велам белодробито и го размрдуваат срцето на начин на кој што тоа го видовме. Навистина во Бон, во Амстердам, во Сиетл, значи нешто што навистина ќе не дигне напред. Опремувањето на скопските здравствени установи од примарното, секундарното и терцијалното ниво значи дополнително растеретување на капацитетот кој беше преоптоварен во високите установи. За 4 години отворивме вкупно 24 специјалистички кабинети, 34 специјалисти превзедовме од приватните јавни установи во јавните здравствени установи. На тој начин обезбедивме втора смена во сите специјалистички кабинети и овие кабинети нови што ги напоменав, нови диагностички процедури, терапевски третмани преку обуките, а сето е тоа поврзано со набавка на нова современа опрема. Дел од опремата ја заменивме како постоечка со повеќе од 20 и 30 години искористеност. Оваа мерка беше најавена како една од најголемите инвестиции во областа на здравството, со која се очекува да се подобрат условите за диагностицирање и третирање на пациентите.